Добро вечер. Дневникот започнува веднаш по кратките најави. Останете со нас. 180 велешани помеѓу спорните гласачи во избирачкиот список. Со поставувањето на камен темелникот на новите соблекувални, започна реконструкцијата на градскиот стадион во општина Неготино. Немањичката конјаница дел од Илинденскиот марш. Сто 180 велешани се наоѓаат на избирачкиот список како спорни гласачи. Тоа се граѓани кај кои имало спорни записи по извршените вкрстени теренски проверки. Рокот за пријавување на лицата кои се наоѓаат на списокот е до 19 август во подрачните канцеларии на ДИК или по електронски пат. 25 дена или до 19 август имаат рок да се пријават лицата кои се наоѓаат на списокот со спорни гласачи и да го потврдат своето гласачко право во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија или по електронски пат. Од спорните 39.503 гласачи во избирачкиот список, 180 се велешани. Државната изборна комисија ги објави имињата на сите нив. Тоа се граѓани кај кои имало спорни записи по извршените вкрстени теренски проверки, при што дел од податоците не се совпаѓале. Пријавувањето ќе се врши лично, со лична карта или пасош, секој ден од 8:30 до 19 часот, а по електронски пат треба да се скенира фотографија од лична карта или пасош. Инаку на списокот на спорните гласачи, освен 180 граѓани од Велес, има и 13 лица од Горно Оризари, по двајца од Бузалково, Сливник и Превалец, како и еден жител на Црквино. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска ја посети јужната граница. Тој изјави дека армијата и полицијата спречиле 18.000 илегални минувања на границата. За време на посетата Иванов се запозна со актуелната ситуација во обезбедувањето на државната граница и тактичките мерки и процедури кои ги спроведува АРМ согласно задачите во спречување на нелегални минувања на јужната граница. Армијата констатира зголемен број на илегални менувања на државната граница и појава на криумчарење на мигранти преку нашата територија. Така да од сето она што денес бев информиран, за овие неколку месеци од кога е затворена Балканската рута, армијата заедно со полицијата имат спречено 18.000 илегални преминувања. Значи, тие лица се спречени да влезат на наша територија. Но зачестено и уништувањето на заштитната ограда до сега е забележени, евидентирани околу 700 обиди на сечење на оградата и уништување на оградата. Тоа кажува дека иако Балканската рута е затворена, сепак голем број мигранти, бегалци, економски мигранти настојуваат да ја пробијат нашата заштитна ограда и да влезат и да го активираат овој коридор кој сега е затворен. Според министерот за здравство Никола Тодоров, универзитетската кардиохирургија успешно функционира. Тој потенцираше дека голем е бројот на пациенти од Велес и целиот Вардарски регион што доаѓаат на клиника да се лекуваат. Универзитетската кардиохирургија е една од неквалитетните здравствени установи со одличен потенцијал за понатамошен развој, вели министерот за здравство Никола Тодоров. Во оваа клиника со оглед на близината се лекуваат и пациенти од Велес и целиот Вардарски регион, а секако и пациенти од целата држава. Стручниот тим со кој располага клиниката, вели Тодоров, се повеќе се развива. Се воведуваат нови методи, а грижата на пациентите да добијат поквалитетни здравствени услуги на се повисоко ниво.
До сега на универзитетската клиника се изведени околу 340 хируршки интервенции, од кои 70 се васкуларни, а останатите се сите кардиохируршки интервенции. Околу 80% од сите овие интервенции се изведени овдека во новиот простор на државната кардиохирургија. Станува збор за тим, како што кажав, кој што е одлично уигран, кој што функционира како едно. Во универзитетската клиника потенцираше Тодоров беше изведена операција на аневризма на торакалната аорта, операција која за прв пат се изведува во јавното здравство. Намалено производството на праски во Росоман. Тоа се должи на лошите временски услови пред се на пролетниот мраз. Поради тоа земјоделците кои се занимаваат со оваа дејност изгубија големи приноси. Од ниските температури и пролетниот мраз, оваа година голем дел од вкупното производство на праски во Росоман беше оштетено. Работата на земјоделците секогаш е неизвестна поради временските услови, вели градоначалникот на општината Стојан Чалазов. Инаку Росоманскиот дел е најголем производител на праски во земјава. Речи се и да не постои семејство во Росоман кое не се занимава со одгледување на ова овошје. За жал, ова година праските доживеа измрзнување во текот на цутењето и земјоделците како земјоделци нормално дека изгубија големи приноси, односно изгубија големи заработки, но што не можеме ништо да кажеме, значи тоа е на отворено небо. Праските се откупуваат по различни цени, во зависност од квалитетот и сортата, во просек од 20 до 30 денари. Најголем дел од росоманските праски се пласираат на пазарот во Русија. Откупот оде добро во овој момент, се собираат оние количини кои што се на нивите, квалитетот е голем, бидејќи немаме голема продукција на праски, значи сепак квалитетот е подобар. Цените верувам дека се добри. Нормално за земјоделецот нема добри цени. Јас мора тоа секогаш го потенцирам бидејќи и самиот имам праски и лозја. Овој регион е познат и по големите површини со лозови насади, кои исто така во голем процент беа уништени од пролетните ниски температури. Денеска во Неготино се постави камен темелник на новите соблекувални со што започна реконструкцијата на градскиот стадион. Причината за реконструкцијата е влегувањето на фудбалскиот клуб Вардар во втората лига, а средствата се обезбедени од бизнис заедницата и општината. Со поставувањето на камен темелникот на новите соблекувални започна реконструкцијата на градскиот стадион во општина Неготино. Причината за реконструкцијата е влегувањето на фудбалскиот клуб Вардар во втората лига, а средствата се обезбедени од бизнис заедницата и општината. Овие денови да дојде и до зајакнување на оградата кај трибините. И сметам дека тоа заедно сите ќе го завршиме. Не се сомневам, бидејќи општествената одговорност е пред се она што треба да значи нешто повеќе за бизнисмените во општина Неготино и тие доста одговорно се однесуваат. Низ неколку состаноци се договоривме која компанија со каков материјал ќе донира и сметам дека тековно со одредената динамика исто и се реализира. За фудбалерите оваа градежна активност е од големо значење. Ќе се подобрат условите, а надпреварите од втората лига нема да се играат на гостински терен. Соблекувалните за не само за играчите, значи за градот ќе бидат голем благодет. Значи пред тоа знаеме сите што ФК Вардар се соблекуваше. Јас мислам дека ваа инвестиција што се смогна сили да се направи, ќе биде со големо значење за ФК Вардар и за градот Неготино. И мислам дека многу ќе помогне у развојот за младите, за да имат понатамошен тек, кај да се соблекуваат, да бидат сигурни, да има едно катче, што се вика, да бидат на сигурно место. Што било уназад, треба да се избрише, почнува еве втора лига, нови соблекувални со нови играчи, детски лиги, пионери, кадети, младинци, што фалеше многу години у Вардар. Сакаме да се ослониме на наши деца, да му се дава шанс на нашите играчи. Да не е само биле пред тоа до 10-12 години тренирали и немале можност кај да одат. Сега ќе му се овозможи на сите тие деца еден поголем напредок и се надевам дека ќе биеме стандардни второлигаши овие 2-3 години.
Градежните работи се очекува да завршат наскоро, а поддршката во спортот ќе продолжи и понатаму, велат од локалната самоуправа. Од село Немањици Свети Николско денеска тргнаа 4 конјаници до славното Крушево. Ова е 8 година поред како конјаницата е дел од 5-дневниот Илинденски марш до Крушево. Голема е честа да се биде дел од оваа манифестација, велат конјаничарите. Заштити, спаси, помилувај, запази ме, Боже, со Твојата благодат. Со благослов од Бога немањичката конјаница ќе врви по патот до славното Крушево. 4 конјаници од село Немањици Свети Николско 8 година ќе бидат дел од 5-дневниот Илинденски марш до славното Крушево. Голема е честа да се биде дел од оваа манифестација и да се продолжи традицијата, велат конјаничарите. Тоа ми лежи во срцето и од тоа што за Македонија и сакам да сум јавач до век, док сум жив. Ми беше чест да учествувам во оваа традиција, така да продолжи. Втора година ми е поред. Од каде желбата? Желбата со другар еден така се сложивме и да одам. Од 2011 сум со конјаницата од Немањици. Луѓето ме примаа со големо задоволство, пошто един сум член од СТИП. И така да, оваа ми е 6-та година што јавам. Традицијата од непокорното Немањици продолжува и годинава од тука тргнува конјаница, на што сум посебно горд, истакна градоначалникот Тасев. Овие добри луѓе кои што патуваат до Крушево ја праќаат пораката до центрите. Од 1903 до сега, ова е 10-ти пат ние да праќаме конјаници. Затоа порачуваме. Македонија е вечна, Македонија ќе обстои. За многу години да се живе македонците, Господ да ја чува Македонија. Традиционално секоја година конјаницата ја испраќаат со македонска песна Јоро, со зборовите да врви патот лесно како песната Јорото. Општина Кавадарци сопитет се сеќава на генерациите кои со својата работа оставиле белег како во изградбата на општината во самостојна Македонија, како и на оние што ја водеа општина Кавадарци во периодот по Втората светска војна и ослободувањето од фашизмот се до 8 септемврискиот референдум 1991 година, во годината кога се одбележуваат 20 години од првите повеќе партиски локални избори. По овој повод секретарот на општина Кавадарци Кире Делов денеска организираше средба со дел од поранешните секретари на општина Кавадарци. Со ова се искажа длабока почит и кон починатите наши претходници кои како дел од општинското раководство ја градеа општината. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран вчера вечер кавадарчани имаа можност да се разладат со звуците на класичните рок композиции, изведени од составот на камерниот оркестар Битола. Со звуците на класичните композиции од светските групи како што се Queen и Deep Purple, преработени во интерпретација на камерен оркестар од Битола, вчера вечер кавадарчани имаа можност да се разладат и да уживаат во овој целовечерен концерт. Преку виолината, виолончелото и саксофонот, препознатливи сами по себе, потсетија на еден невообичаен стил на музика, наречен симфорок. Кавадарчани уживаа во звукот и песните произведени од овие инструменти. Камерниот оркестар на Битола е нешто кое што 2016 година го одбележува како музички настан и Кавадарци има една од ретките прилики после синечешниот настап на камерниот оркестар од Битола да вечерва во Кавадарци проследиме едно музицирање кое што е малку поразлично, малку ќе слушаме ова вечер симфорок. Изминатите неколку години со летниот културен бранд во Кавадарци се пополнува културната празнина во градот, изјави градоначалникот Александар Панов. Според мене ова е зародиш или почеток на топлиот културен бранд кој што на некој начин го преселивме или го дислоциравме од Скопје, главниот град низ провинциите, односно низ сите градови во Република Македонија. И ова е политика која што веќе неколку години ја практикува Министерството за култура, што е нешто поздравено не само од нас градоначалниците, туку и од сите граѓани на Република Македонија.
Координаторот на оркестарот Владимир Димовски се надева дека ова ќе биде најуспешниот проект на камерниот оркестар наречен Рок Симфони, на кој учествуваат над 25 учесници. Камерниот оркестар, програмата на камерниот оркестар е разновидна, нели? Претежно свириме класика, се разбира тоа што студиравме и учевме. Меѓутоа правиме и вакви проекти за пошироката публика со цел да ја привлечиме што може повеќе публика, нели, за да имаме сме имале проекти со филмска музика, со староградски преработки и така. Во наредниот период Кавадарци ќе биде место каде ќе се случуваат големи културни случувања. Джез фестивалот и ликовната колонија се само дел од настаните кои ќе бидат дел од подготовките на Тиквешкиот гроздобер кој ќе се одржи на 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци. Политичките партии синоќа постигнаа договор за измените на законите за влада, внатрешни работи, медиуми и изборниот законник. Министерството за финансии врати 18,3 милиони евра во стопанството по основ на издадени и доспеани за отплата државни записи. Вести од Македонија. Политичките партии синоќа начално го усвоија измените на законите за влада, за внатрешни работи, за медиумите и за изборниот законник, што беа договорени на 20 јули годинава. Работните групи ги согласија и деталите околу ад-хок телото, кое во предизборниот период ќе го следи известувањето на медиумите. Како што изјаве представниците на ВМРО, ДПМН и СДСМ, Никола Тодоров и Радмила Шекеринска, законските измени се очекува да бидат изгласени до крајот на неделата. Тодоров по средбата во Министерството за правда изјави дека неговите очекувања се дека најкасно до крајот на оваа недела би требало да бидат веќе во сила. И Шекеринска потврди дека представниците на 4 политички партии постигнаа начална согласност за законите предвидени со договорот од минатата недела. Ако до крајот на неделата пратениците ги усвојат договорените законски решенија, институциите ќе почнат да го спроведуваат договорот од бржино, а со тоа ќе се овозможи одржување предвремени парламентарни избори до крајот на оваа година. Министерството за финансии врати 18,3 милиони евра во стопанството по основ на издадени и доспеани за отплата државни записи. На вчерашната аукција Министерството повлече двојно помалку средства, односно 569,9 милиони денари или 9,2 милиони евра. На овој начин нето задолжувањето преку државни записи само преку оваа аукција намалено за 9 милиони евра. Од Министерството за финансии велат дека со ова се реализира најавата, а со тоа и се исполнува определбата за намалување на повлекувањето на средства на домашен пазар. Ваквата стратегија треба да остави повеќе ликвидни средства во стопанството, што би придонело за зголемено кредитирање на корпоративниот сектор и со тоа раздвижување на економијата. Во изминативе 2 месеца потенцираат од Министерството се откажени дури 3 предвидени аукции на државниот пазар. Нето задолжувањето по однос на државни записи се приближува кон нула. Се вложува во изградба на фабрики на капацитети во различни градови низ земјава, се отвараат нови работни места, се стимулира приватната инвестиција и се поттикнува влезот на нови странски инвестиции. Се работи на обезбедување рамномерен регионален развој. За таа цел и странските инвестиции во Македонија се дисперзирани. Голем број фабрики се отворени во помалите градови и општини, а ова, како што анализира веб порталот Лидер, сигнализира дека може да се очекува промена и на демографската карта. Се поголем број на компании се позиционираат во внатрешноста, што значи дека политиката за креирање рамномерен економски развој дава резултат и сакаме сите луѓе со соодветно образование да најдат свое вработување, вели Виктор Мизо, директор на технолошко-индустријските развојни зони. Годинава со 180 милиони денари или 3 милиони евра од државниот буџет се финансираат 26 проекти во 8 плански региони кои треба да ги подобрат условите за живот на граѓаните. Најмалку 55 лица загинаа, 10 се повредени при експлозија на автомобил бомба во сирискиот град Камишли, каде живее главно курдско население. Целта на нападот била објект на локалната курдска милиција и владина зграда, а одговорноста за нападот ја превзеде групата Исламска држава. Во продолжение останатите вести од светот.
Соединетите Американски држави ја добија првата жена кандидат за председател. Хилари Клинтон официјално беше номинирана од Демократската партија за нејзин кандидат на председателските избори во ноември, со што првпат во 240 годишната историја на земјата во трката за Белата куќа учествува жена, кандидат на една од двете главни политички партии. Планирано е 68 годишната Клинтон утре да даде официјална согласност дека ќе ги представува демократите на изборите. На 8 ноември за председателската функција Клинтон ќе се бори со републиканскиот кандидат, милиардерот Доналд Трамп. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика денеска сите завојувани страни во светот да прогласат примирје и да го положат оружјето за време на Олимписките игри во Бразил. Тој истакна дека Меѓународниот олимписки комитет и Обединетите нации имаат блиска соработка во врска со глобалниот мир и хармонија. Генералното собрание на Обединетите нации, во кое членуваат 193 земји, од 1993 година усвојува резолуции со кои се бара за време на Олимписките игри да се применува прекин на огнот. Летните Олимписки игри во Рио де Жанеиро ќе се одржат од 5 до 21 август. Денеска имаме облачно време со појава на локални врнежи од дожд. Температурата достигна до 31 степен. Во текот на утрешниот ден се очекува стабилизација на времето и пораст на температурите. Ова е последната информација за вечерва. Ви благодарам на вниманието. Имете пријатна вечер. Пријатно.